Ова е новата болница во Штип. Има 8 ката, 34.000 квадратни метри и е 5 пати поголема од болницата во која сега се лекуваат пациентите. Однадвор изгледа дека зградата е завршена. Ставена е фасада и ништо не укажува дека има уште многу работа. Но, во неа работници последен пат влегле во 2017-та, кога изградбата застана по само една година од почетокот и од тогаш воопшто не продолжи. Повеќе години се гради, имаше некои застои меѓу партии или што беше. Одамна ја мислам дека е почната, а кога ќе се заврши? Они знаат, ние не знаем. Изградбата тапкаше во место поради судски спорови со изведувачот на работите, грчката фирма Интеркат. Во меѓувреме, внатре почнало да пропаѓа и тоа што некогаш било направено. Видливи се оштетувањата на подот и понекаде над зидовите. 3 март 2016 година е датумот кога беше поставен камен темелникот на новиот клинички центар во Штип. После 8,5 години од почетокот, овој огромен објект стои празен. Новата влада најави дека бара начин интензивно да продолжи изградбата после Нова година. Уверува дека клиничкиот центар во Штип ќе биде готов во овој 4-годишен мандат. И лекарите се надеваат дека ветувањето ќе се оствари. Ако проработи болницата, тоа ќе биде шанса во достоинствени услови да се вработат и младите доктори кои сега бегаат од државата. Во моментов им недостасуваат уште 130 вработени, и лекари и медицински персонал за да работат со полн капацитет. Секогаш кога ќе дипломираат младите доктори, дел од нив сакаат да ја напуштат земјата. Се разбира за подобри услови, друг дел, најголем дел од нив сакаат да работат во подобри услови во приватните клиники или во Скопје во клиничкиот центар. Кога ние би имале добри услови, кога би имале простор каде што тие би се вработиле, кога би им пружиле шанса, се разбира дека и ќе има. Во меѓувреме, возила на брза помош од Кучани, Бирово и други градови од источниот дел на Северна Македонија секојдневно носат пациенти во стариот објект на Штипската болница. Таа покрива околу 250.000 жители од источниот регион. Пациентите од 10 градови тука најблиску можат да дојдат за преглед кај специјалист за испитување или за операции, истите ги нема или не се прават во местата каде живеат. Јас сум од Зрновци, имаме општа амбуланта и од тамо наш матичен, он не праќа и дека има најблизу, најпобрзо, дека има тамо не праќат. Ме праќат од Кочани така да дојде. Во Кочани нема ништо веќе. Откако во 2009 година стана регионален центар, овој објект стана тесен за напливот од пациенти, обслужува по околу 150.000 годишно. Лекарите се координираат кога го делат просторот за да нема застој во работата. Најголемо тесно грло се амбулантите за преглед. Ова е делот за кој се планира да се пренамени во ургентен центар, кој оваа болница сега го нема и покрај тоа што е најголема во регионот. Примерно на еден спрат има и по неколку одделенија кои што функционираат во едни болнички соби. Например, хируршки одсек. Во моментот има повеќе работни единици. Например, на хирургија има работна единица општа хирургија, работна единица абдоминална хирургија, неврохирургија и максилофацијална хирургија. Значи, сите тие проширување на процедури и на што се изведуваат во нашата болница се во тој простор каде што е бил и пред 20-30 години. 35 милиони евра е проценетата сума потребна да се завршат новите болници во Штип и во Кичево. Дали ќе продолжи изградбата, зависи од тоа дали Министерството за финансии ќе ги одобри парите во буџетот за 2025 година.